5 часот и 17 минути. Тоа е времето што часовникот на старата железничка станица во Скопје го покажува веќе 62 години. Тоа утро, на 26 јули 1963, тишината на главниот град ја пресече разорен земјотрес со јачина од 6,1 степени по Рихтер. Само 20 секунди беа доволни за речиси целиот град да биде срамнет со земја. 1070 животи згаснати, илјадници повредени, а 200.000 останати без кров над глава. Болката што оваа трагедија е предизвика, можеби со времето стивнува, но спомените секогаш го будат истото чувство како да се случило вчера. Во време на земјотресот, јас со цели своји 14 години бев дома. Во моментот кога се случи земјотресот, тоа беше наутро, 5:17 е општо позната работа, кај нас беше еден пријател на татко ми. Дојден човек во Белград, ќе биде ден-два ноќ, колку му треба ќе заврши работа, па ќе си оди. Крупен човек, тој истрчување ја шутна таа влезната вратичка што беше истера на улица и излеговме. Што се случува? Првите тие моменти, ако ќе речам моменти, тогаш минутата е година. Пукнати куќи, чат се гледа од страна, се гледа општа паника кога трчаат луѓе, а уствари не знаат каде трчаат. Бараат спас, не знаат од што. 3 џида беа паднати на креветот на сестра ми. Значи, ако беше тука, сигурно ќе настрадаше. Среќа не беше ни таа, ни мајка ми. Ние беме сами. Имав комшија и комшика во нашата улица 507. Жената, тетка Крстана ја викаме, работеше продавач на новини. Во самата станица имаше киоск. Ја поклопи, кога се урна во железничката станица, ја поклопи го. Дедо Младен, маши, 4 дена и 4 ноќи со своја лопата, со свој копач да откопа женава. Му викале, бегај бре човек, гледаш дека уште тресе, не се знае што уште ќе падне. Оставете ме, кај таа таму и ја. Ја ископа жива и пружи ја помош. Кога зборувам за тоа, мене секој пат ме мачат емоции. Тоа си останува. Може би во поголемиот дел од животот е негде таму, ама знае да избие на површина, кој ќе притресе до кај ќе оди. Дали ќе не најде пак Скопје,